откровение на Исуса Христа, кое му го даде Бог, за да го покаже на слугите своји она што треба да стане скоро. И он го јави тоа на слугата свој Јована преку својот ангел, кој што го посведочи Словото Божјо и сведоштвото на Исуса Христа и се што виде. Блажен е оној кој чита и оние што ги слушаат зборовите на пророштвото и пазат на напишаното во него, зашто времето е блиску. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а очите негови како огнен пламен. Во својата десна рака он држеше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Лицето негово светеше како што сонцето сјае во својата сила. Штом го видов, паднав пред нозете негови како мртов. Он ја сложи својата десна рака врз мене и ми рече: не бој се, јас сум првиот и последниот. И живиот. Бев мртов и ете жив сум за сите векови. Амин. И ги имам клучевите од адот и смртта. Кој има уво нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној што победува ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кое што е среде Божиот рај. Кој има уво нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној што победува ќе му дадам да јаде од сокриената мана и ќе му дадам бело камче и на камчето напишано ново име што никој не го знае освен оној што го добива. И кој победува и ги пази делата мои до крај, нему ќе му дадам власт над незнабожците и ќе ги пасе со жезал железен и тие ќе се строшат како земјани садови, како што и јас примив власт од својот Отец. Нему ќе му ја дадам звездата деница. Па кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Кој победува, ќе се облече во бела облека и нема да му го избришам името негово од книгата на животот, туку ќе го признаам името негово пред мојот Отец и пред неговите ангели. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Кој јас ги сакам, нив ги карам и казнувам. И така биди ревносен и покај се. Ете стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него, и тој со мене. На оној што победува, ќе му дозволам да седне на мојот престол, како што и јас победив и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Достоен си, Господи, да ја примиш славата, честа и силата, зашто Ти си создал се и според Твојата волја постои се и е создадено. А кога го симна петиот печат, под жртвеникот ги видов душите заклани заради Словото Божјо и за сведоштвото што го имаа. И викаа со висок глас велејки: до кога, владико свети и вистинити, нема да судиш и да им се одмаздуваш за нашата крв на оние што живеат на земјата. И на секого од нив им се дадоа бели облеки и им се рече да починат уште малку време, додека не се дополни бројот на нивните сотрудници и браќа што ќе бидат убиени, како и тие. Затруби и петиот ангел, и видов звезда како падна од небото на земјата, и се даде клучот од кладенецот на бездната, па го отвори кладенецот на бездната и од кладенецот излезе дим, како дим од голема печка. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот се појавија скакулци по земјата, и им се даде власт каква што имаа земните скорпии.
И им се рече да не ја повредуваат земната трева, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои немаат печат Божји на челата своји. И им се даде не да ги убиваат, туку само да ги мачат 5 месеци, и мачењето нивно беше како мачење од скорпија кога каснува човек. Во тие дни луѓето ќе ја бараат смртта, но нема да ја најдат. Ќе посакаат да умрат, но смртта ќе бега од ними. И кога 7 громови проговорија со своите гласови, сакав да пишувам, но чув глас од небото кој што ми зборуваше: запечати го тоа што зборуваа 7 громови и немој да го запишуваш. И 5-тиот ангел ја изли чашата своја врз престолот над зверот, и царството негово се помрачи, и луѓето ги гризеа јазиците своји од болка, и похулија на небесниот Бог поради болките и раните своји, но не се покајаа за делата своји. Ете, јас доаѓам како крадец. Блажен е оној кој што бдее и пази на алиштата своји, за да не оди гол и да не се гледа срамот негов. И ги собра на местото наречено по еврејски Армагедон. 7-миот ангел ја изли чашата своја на воздухот, и од престолот на небесниот храм се пронесе силен глас кој што извика: се сврши. И имаше светкавици, громови, гласови, и стана силен земјотрес, таков и голем и силен потрес, каков што не станал откако има луѓе на земјата. Големиот град се раздели на 3 дела, и градовите на незнабожците паднаа, а Вавилон големиот се спомна пред Бога, за да му се даде чашата со вино од јароста на неговиот гнев. Сите острови исчезнаа, и гори веќе не се гледаа. И град голем како талант падна од небото на луѓето, а луѓето похулија на Бога поради злото од градот, зашто тоа зло беше многу големо. И ми рече: напиши, блажени се поканетите на свадбена вечера пред агнецот. А ми рече уште: ова се вистинските Божји зборови. И паднав пред нозете негови да му се поклонам. Но тој ми рече: стој, јас сум слуга како и ти и браќата твои, што го имаат сведоштвото Исусово. Поклони му се на Бога, зашто сведоштвото Исусово е духот на пророштвото. И го видов небото отворено, и ете, конј бел, оној кој јаваше на него се вика верен и вистинит, и он праведно суди и војува. Очите му беа како огнен пламен, а на главата имаше многу круни и напишано име, кое освен него никој не го знаеше. И беше облечен во облека натопена со крв и со името Слово Божјо. А небесните војски, облечени во бел и чист висон, врвеа по него на бели коњи. Од устата негова излегуваше остар меч за да ги порази со него идолопоклониците. Он ќе ги пасе со железен жезол и ќе ја изгази кацата со вино на јароста и гневот на Бога Седржителот. На облеката на бедрото негово беше напишано името Цар над царевите, Господар над господарите. Потоа видов еден ангел како стои на сонцето. Тој извика со висок глас и им рече на сите птици што летаа среде небото: долетајте и соберете се на големата вечера Божја. Да јадете тела на цареви, тела од војводи, тела од силни, тела од коњи и од нивните јавачи и тела од сите слободни робови, мали и големи. Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение. Над нив втората смрт нема власт
и ќе бидат свештеници на Бога и ќе царуваат со Него 1000 години. А ѓаволот што ги лажеше, беше фрлен во огнено и сулфурно езеро, каде што е зверот и лажниот пророк. Тие ќе бидат мачени дење и ноќе во век и веков. И видов голем бел престол и седнатиот на него, од чие лице побегнаа земјата и небото, и за нив место не се најде. Потоа ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред Бога. Се отворија книги и друга книга се отвори, книгата на животот, и судени беа мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. Морето ги поврати мртвите своји кои беа во него. Смртта и пеколот ги повратија мртвите своји што беа во нив, и секој прими суд според делата своји. А смртта и пеколот беа фрлени во огнено езеро. Тоа е втората смрт. И кој што не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огнено езеро. И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина, и морето го немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град Ерусалим, нов, како слегува од Бога, од небото, стокмен како невеста, променета за својот маж. И чув висок глас од небото како зборува: ете ја скинијата на Бога меѓу луѓето, и Он ќе живее со нив. Тие ќе бидат Негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивни Бог. И ќе ја избрише Бог секоја солза од очите нивни. И смрт нема да има веќе, ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. И седнатиот на престолот рече: ете, се ново создавам. И ми рече: напиши, зашто овие зборови се вистините и верни. Потоа ми рече: се сврши. Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај. На жедниот ќе му дадам јас од изворот на жива вода дарум. Кој победува ќе наследи се, и ќе му бидам Бог, а тој ќе ми биде син. А на плашливците и неверниците, на поганите и убијците, на блудниците и магесниците, на идолопоклониците и на сите што лажат, делот им е во езерото што гори во оган и сулфур. Тоа е втората смрт. И градот немаше потреба ни од сонце, ни од месечина за да светат по него, зашто Божјата слава го осветлила, а светлина му е агнецот. И спасените народи ќе одат по неговата светлина, и царевите земни ќе ја пренесат во него својата слава и чест. А портите негови нема да се заклучуваат дење, оти таму нема да има ноќ, и ќе ја принесат во него славата и честа на народите. И нема во него да влезе ништо нечисто, ни оној кој врши гнасни работи и лаже, а само оние кои ще се запишани во книгата на животот на агнецот. И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истекуваше од престолот на Бога и на агнецот. Среде главната улица и од двете страни на реката дрвото на животот, што раѓа плодови 12 пати, давајки плод секој месец, а лисјата на дрвото служат за исцелување на народите. И нема веќе да има никакво проклетство. Престолот на Бога и на агнецот ќе биде во градот. Неговите слуги ќе му служат и ќе го гледаат лицето негово, а името негово ќе им биде на челата нивни. И ноќ нема да има таму. И не ќе имаат потреба од светило, ниту од сончева светлина, бидејќи Господ Бог ќе ги осветлува и ќе царуваат во век и веков. И ми рече: овие зборови се верни и вистинити. Господ Бог на светите пророци го испрати ангелот свој
за да им покаже на своите слуги што ќе стане наскоро. Еве, доаѓам скоро. Блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга. А јас, Јован, го видов и го чув ова. И кога го чув и видов, паднав за да се поклонам пред нозете на ангелот кој што ми го покажа ова. Но тој ми рече: стои, немој оти, сум и јас слуга како и ти, и браќата твои, пророците и оние кои што ги држат зборовите на оваа книга. Поклони му се на Бога. И ми рече: не запечатувај ги пророчките зборови на оваа книга, бидејќи времето е близко. Кој чини неправда, нека чини неправда уште, и кој е осквернет, нека се осквернува уште, и кој е праведен, нека чини правда уште, и кој е свет, нека се осветува. И еве, ќе дојдам скоро, и отплатата моја е со мене, за да му дадам на секого според делата негови. Јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток, првиот и последниот. Блажени се оние што ги исполнуваат заповедите негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот низ портите. А надвор се кучињата, вражачите, блудниците, убијците, идолопоклониците и секој што сака да лаже и лаже. Јас, Исус, го испратив својот ангел да ви го посведочи ова во црквите. Јас сум корен и род Давидов, сјајната звезда Деница. И духот и невестата велат: дојди, и кој чуе нека каже: дојди, и кој е жеден нека дојде, и кој сака нека земе од водата на животот дару. И јас му сведочам на секого кој што ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој нешто додаде кон нив, нему Бог ќе му наметне поразии напишани во оваа книга. А ако некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог ќе му одземе дел од книгата на животот и од светиот град и од она што е напишано во оваа книга. Зборува оној што го сведочи ова. Да, ќе дојдам скоро. Амин. Да, дојди, Господи Исусе. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос со сите вас. Амин.